Здраво, ovo е второ обид да направя видео или трети веќе обид да направя едно со утринско видео. Темата е дейтење или на македонски гледање со друга личност во романтички цели. Романтични цели ги ставам во наводници, пошто често наидуваме и после разговори со луѓе со кои ги знам, со кои комуницирам, често наидувам на ситуации кај што луѓето, брат, да се има друштво, знаеш, да не си сам. Од таму не идува проблемите. Значи, од таму не идува проблемите. Мажи, прво тоа се односи на вас. Ако не можеш да си најдеш друга женска и немаш друга опција, и само една единствена, и за таа една опција се закачиш, пошто немаш друга, среди си себе си. Направи се себе си да бидеш опција. Океј? Направи се себе си во ниво кај што ќе бидеш опција, ќе бидеш изберен, посебно денешницата. Значи, мора да се средиш себе. Друг нема да дојде да среди. Од друга страна, значи, биди реален со себе. Што сакаш, како сакаш. Дали таа личност во на долг период, одговара на твоите планови за иднината. Каква врска сакаш да имаш. Дали сакаш фамилија да имаш. Значи, со каква жена или со каква личност сакаш да упомениш животот. Биди реален со себе. И второ, не само со себе, треба да бидеш реален со другата личност. Запознаеш девојка, само единствената опција е, значи, ако и ти не можеш да бидеш тоа што она сака да биде, не се преправи, биди реален со себе. Посака и се најдобро, и не ја држи, не ја заробена, а и себе си, исто така. Значи, тоа е број 1. Второ, дейтаме колку се каже дека дейтаме, да не сме со друг. Значи, планови треба да имаме долгорочни. Планови треба да имаме за фамилија, за врска долга, за успешна фамилија, здрава фамилија, како што треба. Многу често земеме опцијата само достапна, не размислуваме на долг период, за крак туку период, кога сето тоа ќе помине, ќе измине, значи, како и се друго, возбудата, интересното, новото поминува, тогава почнуваат проблеми, тогава почнуваш невества, тогава почнуваат да се гледа на други страни, кај што не треба да се гледа. Од друга страна, жени, кај женските исто, денешницата има жените повеќе опции отколку било кого во историјата. Значи, опции и пристап, не само опциите, пристапот, значи секој може да стапи во контакт со девојка, секој може да ја прати порака, секој може преку социјалните мрежи да ја види, да ја исконтактира. Значи, секој правиме умовет од, значи, средни нива до топ нива на луѓе. Топ нива на луѓе, многу јасно, жена како жена или било кој од нас, ние бираме најдобрата опција, достапна за нас. Значи, да се разбереме, достапна. Ако имаш една единствена опција, а си доле во ниските нива, значи ќе ја земеш таа опција. Ако си во повисоките или како што викам, жените имат повеќе предност од нас на денешницата, значи, она има голем избор, големи опции, голем број на опции и може да пробува да се бира и за тоа и настанува збрки или заблуди тука горе. Пошто многу опции кои имаш многу избор, не знаеш што да избереш прво. И тоа, мажи, ако не можете да се носите со состојбата и помислата да бидете сами, да бидете осамени, наместо да грабаш за првата опција или за било што не иде, а дали и уште кога си во врска, пошто во врска човек може да се осеќа осамен. Да грабаш првата опција, да грабаш по опции кои не треба да ги грабаш, нити да ги помислуваш, престани, среди се себе си, работи на себе да постанеш силен. Да постанеш силен, за да сето тоа не те толку загрижува и да не те ефектира самотијата. Самотијата не е лошо. Само што ние си имаме испрограмирано, научено дека човек треба да биде со некој. Треба да бидеш. Во даден период во животот, но прво треба да поработиш на себе. Ако сакаш да привлечеш квалитетен партнер. Истото девојки се односи за девојките. Но за девојките не мога да кажувам, пошто не сам женско, мога да разговарам повеќе за мажите, пошто сум маж. И знам како да ти работи. Поминал сум ги, видел сум ги, разговарам, комуницирам со луѓе, запознавам секојдневно што поминува тоа. Затоа
посебно се однесува на мажите. Среди се себе си. Среди се себе си и биди реален со себе. И научи се како правилниот партнер или партнер од потенцијалната опција која ја запознаеш, да извадиш од нив квалитетите, да дознаеш повеќе за нив. Има една поговорка или кажување вели: жените никогаш не лажат. Ние мажите не знаеме да слушаме. И тоа е многу точно. Ние не знаеме да слушаме и не гледаме реалноста како е. Ние сме како кучиња. Првото што не иде кој да не иде, не му се радуваме. Без да си кажеме: чекај малку, тој човек дали навистина ми се допаѓа и дали тој човек е тоа што вистински сакам. Значи, ако сакате да си средите животите, исто, некои прашања, некои млади момци контактирам, исто прашање поставуваат дали е забавно ова со секс, дали е забавно ова, дали сексот не е забава за забава. Ако го размислиш тоа, за забава кој го користи сексот? Курви. Да извинеме на речникот. Значи, сексот не е забава. Сексот за спојување, сексот за водење љубов, сексот е за зближување со другата личност, да бидете поврзани еден со друг во ново приватно издание, во ново издание така еден на еден. Така да изведете го тоа памето. Сексот не е забава. Значи, таа денешната гледа се како забава, али не, тоа не е здраво размислување, не е здраво место да се биде. Ни за себе, ниту за другиот. Така да, надевам се од тоа видео ќе помогне, така, и поздрав, и убав ден, и размислувајте и бидете реални со себе. Чао!